пред се кон авторот на монографијата, мојот долгогодишен другар и соработник, господинот Величко Андреевски. Чувствувам потреба да зборувам многу за него, за нашата соработка и нашите заеднички дејности во изминатиот период. Но заради временското ограничување, ќе ми дозволите да ја искажам само следната мисла. Оваа монографија, таква како што е презентирана, можеше да ја напише и физиономира само човек кој добро ја познава личноста и душата на човекот за кого ја пишува монографијата. Се разбира човек кој има големо творечко искуство и непосредна работа во областа на социјалната заштита и социјалната политика, оставајќи своји видни трагови во системот, практиката и теоријата на неговите или во неговите бројни трудови. Токму тоа искуство му овозможи да го искористи материјалот и фактографијата што му беше на располагање, како и емоциите што со себе ги носи од детството, социјално убоени, а кој ги преточи во монографијата и во неговото досегашно творештво во поезијата. Срдечно им благодарам на рецензентите кои објективно ја вреднуваа монографијата, не заради тоа што ме познават оддавна, туку заради обсервациите што авторот Андреевски ги направи за одредени моменти од мојот живот и работен век. Топло им се заблагодарувам и на издавачите на оваа монографија, што ја поместија во годината на бројни одбележувања, свечени, поводи достојни не само за авторот и за мене, туку и за нашата бројна популација на лицата со хендикеп. Исто така им се заблагодарувам и на лицата што скромно, материјално го подпомогнаа издавањето на оваа монографија. Благодарам на прекрасно изведените програмски точки, на господјата Таковска, која напрегла во душата на лицата со хендикеп, на младите исполнителки Сања и Кросина и на нивните професори, им посакувам натамошен развој и успеси. Иако имавме технички проблеми со клавир, но не дојде во прашање нивниот квалитет и со тоа се покажа уште повеќе нивната вредност. Ви благодарам и вам, драги гости, посебно на представниците од власта и од институциите, што најдовте време да бидете со нас, со што ја искажате својата човечка обврска и почит кон проблемот на инвалидните лица и социјалните проблеми со кои нашата држава во оваа позиција се соочува. Посебно ми е драго што голем број од моите соученици денеска исто така се тука. И благодарам на представниците на Домот на Арама што ни овозможија да се изведе презентацијата на оваа монографија и на присутните представници на печатните и електронските медиуми. Му благодарам и на нашиот водител, господин Симон Гличенец, човекот со најдобриот спикерски глас во Македонија. Мене ми останува само да му заблагодарам на професорот што ме ангажира во ова својство на водител
a vam, počitovani dami i gospoda, dragi gosti, i blagodaram što budete prisutni i imam dužnost da ve pokaram na skromen pogled